Нотарите бараат зголемување на дел од тарифите кои, како што велат, не се променети повеќе од 25 години. Методи Ристовски од Комората на нотари даде пример за потврдување на приватен документ за солемнизација во вредност од 500.000 денари, зашто според него адвокатот добива 3.900 денари, а нотарот само 2.000. Се жали за јавните услуги како заверка на сметки за вода, струја и така натаму. Според Комората, за фактура од 3.000 денари, нотарот зема 300 денари, а адвокатот 1.300 плюс ДДВ. Апсолутно да, и затоа сме во корелација и со Министерството за правда и со владата да го изнајдеме тоа решение за, како што реков претходно, да биде обострано задоволството и за граѓаните и за нас како фела. Како дел од проблемот, тие ги посочуваат законските измени кои дозволуваат укинување на коефициентот за нотари по глава на жител и бараат да се врати како што беше претходно, да има најмалку еден нотар на 20.000 граѓани. Председателот на стручниот совет при Комората Маријан Коцевски се жали на законските измени од 2016-та, со кои се воведе задолжително учество на адвокати во постапките пред нотар, со што нотарските тарифи се поделија. Како пример го наведе Куманово, каде според бројот на жители треба да има 7 нотари, а сега има 14. Бројот на нотарите е ограничен не за да нотарите имат повеќе промет, за да се зачува правната сигурност. Тоа значи дека оние луѓе кои ќе бидат определени се определени тука да имаат сигурност во својата работа, но и тие да штитат правната сигурност, и со тоа целокупната сигурност во правниот промет во државата. Според нотарските податоци, во 2000 година имало само 100 нотари, а сега во 2024 220 сертифицирани нотари на државно ниво. Од Комората велат дека во Скопје соодносот по жител е двојно над дозволеното. Според официјалните податоци за 2024 година, Скопје има 616.000 жители и 66 нотари. Како пример за најниските цени, нотарите истакнаа дека заверка на подпис во Македонија чини 1,63 евра, во Србија 2,56 евра, во Хрватска 7, во Албанија 18,8 евра, а во Бугарија 5,12.